Нема намалување на цената на мрежарината. Дециден е денес председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски. Мрежарината во овој момент ние определуваме мрежарина кон крајот на годината и така ќе биде и понатаму. Значи, мрежарините ќе ги определиме цените некаде кон крајот на декември, така е согласно методологијата, освен ако нема драматични промени. На ова Беслимовски додаде: Ако видиме овие неколку дена дека може тоа да го направиме, ќе го направиме. Дали износот од 200 денари на име мрежарина ќе претрпи измени на крајот од годината? Ако има овој тренд на намалување на загуби, тоа ќе биде во ред за електродистрибуција, ЕСМ ги обезбедува загубите. Најверојатно ќе имаме нова влада, ќе има ново раководство во ЕСМ, ќе имаат нови визии како да го раководат ЕСМ, може да ги намалат цената по која што ја нудат на тендерот за загуби, така да тогаш ще е можно. Беслимовски енергично ги демантира гласините дека Македонија е единствена земја со ваков вид на давачка. Јас препорачувам да го погледа кој експерт се смета извештајот на ЕСЕР, каде што се занимава со дистрибутивните тарифи и тамо може да се види дека земји како Германија, Италија, Белгија, Австрија, Финска, Естонија, Ирска, Малта, Бугарија, Хрватска, од соседството Црна Гора, Србија, Косово, користат оваков вид на надоместок. Мрежарината како давачка беше воведена на почетокот од оваа година со цел израмнување во висината на потрошената струја на граѓаните со имателите на повеќе објекти. Висината на давачката се позиционира на 200 денари.